Од 3000 до 6000 мошти на војници загинати во Првата светска војна, меѓу кои и српски, се наоѓаат во гробницата на црквата Свети Кирил и Методи. Во подрумот на храмот е гробницата за која нема доволно пишани податоци. Светилиштето низ годините, заради немање доволно средства, малку е запоставено. Но со проектот за заштита на црквата ќе се уреди и костурницата во подрумот на црквата Свети Кирил и Методи, која е градена во периодот од 1926 до 1936 година во непосредна близина на стариот Параклис, кој бил пак изграден во 1884 година. Во 2006 година е довршена градбата на куполата на црквата. За уредувањето на така наречената долна црква се надеваат дека ќе обезбедат средства од државата и сите добронамерни донатори. Капацитетот на оваа крипта, според некои податоци кои што ги истражуваме, се спомнува дека има капацитет да собере околу 4500 костури, но според едни сведоштва се кажува дека моментално тука има 3000, според други 4,5, според трети и 6000 костури, односно скелети на сите војници кои што војувале во двете балкански војни, а исто така и во Првата светска војна. Како што гледате, костурницата не е баш во некоја добра состојба, има премногу влага. Колку што можеме се трудиме и го одржуваме ова место, но за жал влагата се го прави своето и не можеме да служиме тука божествени литургии и повеќе време да се задржуваме заради непогодноста од влагата. Па затоа и апелираме до сите институции кои што може да се вклучат. Имаме изготвено проект за тоа да може да се реконструира оваа долна црква, која што би значила една од поголемите светилишта, кои што би ги имало градот Прилеп, да се реконструира, да се направи достоинствена. Инаку деновиве храмот Свети Кирил и Методи го посетија велосипедисти од Србија во рамките на проектот по патеките на Солунците, а по повод 100 години од пробивот на Солунскиот фронт.